Власта се фали, граѓаните се жалат. Инфлацијата и натаму останува висока, иако на хартија има благо намалување. Трошоците на живот во септември се поголеми за 6,6% споредено со истиот период лани. Па така храната поскапела за 7,8%, пијалаците за 7,9%, облеката за 5,1%, комуналиите за 6,1%, а мебелот за дури 10%. Во септември најмногу поскапеле јајцата, сирењето, месото, шеќерот, чоколадите и рибата, со еден збор поскапело се, односно се она што граѓаните најмногу купуваат, или пак сега поново сакаат да купат. Единствено има поевтинување кај маслото од речиси 28%. Абе луксус е, како не е, и овие млечни производи. Ја не сум купил кашкавал еден месец. 500-600 денара, 700. Многу е тоа. Многу е. Од 300 денара, 700 денара. Многу е. Поскапа е, ама луѓето мора да делат по пола. На што зимале цело, сега ќе зимаат пола. Ако во килограми са во грамови доаѓа времето. Да. Тешко ќе биде? И тоа многу. Па скапа е како не е скап. Илјадарката ништо не прави денеска. Влагаш внутре, излага со некои 5-60 денари. А обично купуваш што ти треба дома. Колку толку фрижидерот да не биде празен. Ништо бе брат, ништо не е ни поевтино, ништо. Се е исто, дури нешто и поскапо и така. Најбитно е да нема профитерство во моментот. Значи капиталот бара профит, не е спорно, меѓутоа во овие моменти треба да мислиме и на нашиот народ, кој што едва и врзува крај со крај. Лебот поскапел за 3,8%, месото за 12,5%, рибата за 8,5%, сирењето и јајцата за 5,3%, а овошјето и зеленчукот поскапеле за 12,9%. Алфа забележи и поскапување кај дел од пецивата во пекарите. Оваа кифла со сирење до пред 2 дена беше 40 денари, а од сега се продава за 45 денари. И јогуртот во пекара скокна од 35 на 40 денари. Граѓаните се жалат, власта се фали дека се работи и дека било добро. Меѓутоа, ако се погледнат бројките, тие на хартија може би и се добри, но за разлика од пракса, каде цените никако да се зауздаат. Скапотијата и натаму останува висока и граѓаните прашуваат како ќе го издржат овој тежок период. Според кредитната агенција Фич, изминатиот период за тегнувањето на монетарната политика и падот на дефицитот на тековната сметка придонесоа за враќање на едноцифрената инфлација, ама сепак таа и натаму останува висока кај храната. Сепак закана за подгревање на инфлацијата според агенцијата е и растот на платите во јавниот сектор. Инаку храната во регионот, но и во Европа постојано поевтинува, но кај нас тоа е само најавано, не и во пракса. Инфлацијата според Европската централна банка е дека таа во еврозоната ќе се спушти на дури 2%. За разлика од кај нас, неизвестноста кај граѓаните само расте. Но тука расте и песимизмот, но и стравувањата дека сиромаштијата уште повеќе може да го дотолчи онака сиромашниот граѓанин.